Добар ден. Најпрво да ви се заблагодарам на сите за присуството и да ве замолам да оддадеме почит на споменот, животот и делото на Коста Хаджиантоновски со едноминутно молчење. Ви благодарам. Ви представува особена чест да ја водам оваа комеморација. Комеморацијата на една од најголемите легенди кои нашиот град ги познава. Исклучителниот Чичко Кочо, кој од нашата Битола направи центар на светот. Велам Чичко Кочо, зашто така го знам, така го познавам уште од најрана возраст. И затоа што тоа нагалено име за секогаш остана врежено во мене. Нашиот Чичко Кочо, човекот кој го основа малиот битолски Монмартер и создаде волшебно ликовно студио. Катче во кое се собиравме сите љубители на уметноста од сите страни на светот, без разлика на националност, јазик, вера, боја на кожа и возраст. За Чичко Кочо не постоеа граници. Тој знаеше како со децата, а знаеше како и со возрастните. Со сите успеваше да се разбере и без познавање на јазиците, зашто неговото срце беше толку големо, што во него можеше да ги собере сите деца на светот и пак да има место. Најубавите спомени ми се токму од времето кога бев дел од студиото и дел од малиот битолски Монмартер. Чичко Кочо ни ги отвори вратите кон универзумот и за нас ги помести границите. Ние само требаше да ја сакаме уметноста, онака како што ја сакаше самиот тој. Не научи многу. Преку сликарството за уметноста, а преку уметноста за животот. А најважно од се, Чичко Кочо не научи што значи да се биде човек. Колку е тоа големо и возвишено и колку е тоа важно за едно дете, кое сега е веќе возрастна личност, јас можам најдобро да посведочам. Среќна сум што познав еден ваков посебен човек и што имав таа чест да бидам негова ученичка. И сите сме среќни. Среќни зашто се родивме во правото време и на правото место, за да го поделиме векот со него. Чичко Кочо ја однесе Битола во светот, а светот ни го донесе тука. Неговиот спомен нема никогаш да згасне и ќе остане запаметен по се што правеше за децата. За децата од оваа држава, за децата од целиот свет, за студиото, за нашиот град и најважно од се, за уметноста и животот. Слава му! А сега сите ние да се подсетиме кој и што беше нашиот Чичко Кочо. Идејниот творец на малиот битолски Монмартер, Коста Хаджиантоновски, одбележа значаен јубилеј. 60 години творештво како ликовен уметник и ликовен педагог. Роден во Битола на 22.5.1935 година. Има завршено школа за применета уметност во класата на познатите македонски ликовни уметници Борко Лазески и Лазар Личеновски. Од 1981 година раководи со детското ликовно студио Свети Кирил и Методи во Битола. Од 2001 година Коста Хаджиантоновски заминува на заслужен одмор во пензија, но и покрај тоа тој секојдневно продолжува да работи со членовите на студиото, како и да го организира фестивалот Мал битолски Монмартер. Ова и низата други работи по своето пензионирање Коста ги извршува волонтерски. Коста Хаджиантоновски има дадено непроценлив придонес во образованието и во македонската култура. Тој беше посебна и оригинална
гениална личност, голем влюбеник во ликовната култура, идеалист, но и голем практичар. Истовремено, тој беше роден педагог, кој неизмерно ги сакаше и живееше за децата. За својата долгогодишна и ретко плодна работа, Коста Хаджиантоновски е добитник на многобројни домашни и меѓународни признанија. Добитник е на Климентовата награда на Република Македонија во 1978 година. Два пати е добитник на највисоката награда на општина Битола, наградата 4 ноември, еднаш за ликовна уметност и еднаш за животно дело. За успешната педагошка работа тој е прогласен за заслужен ликовен педагог во Југославија во 1980 година. Добитник е и на највисокото признание, медалот на честа на градот Париз, Франција, како и на наградата на фестивалот Монмартр на Европа, исто Париз, Франција, за големиот придонес што малиот битолски Монмартр го даде за мултимедијалниот фестивал Монмартр на Европа, кој се одржа во Париз во 2004 година. Покрај оваа висока награда, добитник е и на повеќе меѓународни признанија и одликувања, меѓу кои Орден на Франција за култура, 2004 година, признание Монмартр на Европа, Париз, 2004 година, наградата Нехру за култура, Индија, 2010 година, медал на градот Хонг Конг за култура и образование, 2011 година, орден на Генерал-штабот на Република Турција, грамота на Академијата за култура и образование на Русија, заслужен ликовен педагог на поранешна Југославија, ноемвриска награда на Битола за животно дело, високи признанија од Одеса, Украина, високи признанија од ОП, Русија, свечена награда од Центарот за култура и ликовно воспитание на Нови Сад, Србија, телевизија Орбис, награда за животно дело и град Битола, награда за животно дело. За неуморниот ликовен педагог Коста Хаджиантоновски голем успех представува и тоа што малиот битолски Монмартр обстојува полни 40 години. Иницијатор е за формирањето на детски ликовни фестивали под името Монмартр, кои се идентични на малиот битолски Монмартр во Евора, Португалија, Хонг Конг, Кина и Пјатра Неамт, Романија. Како ликовен уметник има отворено преку 40 самостојни изложби во земјата и светот. Има издадено повеќе монографски дела. Го поканувам градоначалникот на општина Битола, госпоѓата Наташа Петровска, да ни се обрати. Повелете, госпоѓо Петровска. Почитувани присутни. Некои луѓе имаат само дата на раѓање. За некои луѓе има само почеток. Таков пример е нашиот Коста Хаджиантоновски. Човек кој што остави длабок траг помеѓу сите нас. Човек за кого важи она дека човек е жив се дотогаш, додека има кој да зборува за него. Нашиот Коста е токму таков пример. Затоа што без друго, несомнено, многумина уште долго во овој град ќе зборуваат за него. Безвременски, без крај. Се слушнавме, да кажам, кратко пред неговото заминување. Она што посетив беше физичката слабост на неговото тело, но жарот и духот кој што се уште го имаше кон детската ликовна колонија Мал битолски Монмартр. Тој телефонски разговор беше аманет дека овој град мора да ги остави широко отворени прегратките кон целиот свет, кон децата од целиот свет. Затоа што оние прекрасни моменти, кога джагорот на децата од светот
го слушавме изминативе години во нашата битова, во нашата чаршија, по нашите сокаци. Е нешто кое што овој град не смее да го изгуби. И токму во второто издание во вакви ковид околности, а 40-тото јубилејно издание на малиот битолски Монмартр ќе биде одбележен. Онака достојно, како што заслужува нашиот Костер. Едноставно, да имате ваков сограѓанин, ликовен уметник, педагог, кој што го родил жарот кај многу деца кои станале големи ликовни уметници, е нешто трајно и никогаш не згасливо. Да се има таков човек, да се има таков сограѓанин, е навистина привилегија. Нека му е вечна слава и наш Коста Хаджиантоновски. Ти благодарам што постоеше. А сега го поканувам да го слушнеме и братот на господинот Коста Хаджиантоновски, господинот Стефан Хаджиандоновски. Почитувана градоначалнички, почитуван председател на Советот на општина Битола, дами и господа, екселенци, почитувачи на големото дело на нашиот Кочо, драги пријатели, јас од името на семејството и од моје лично име сакам да искажам големата благодарност што ја дадовте сите да го одбележиме неговото име. Голема благодарност искажувам и до сите оние кои на разни начини искажа големата загуба за нашиот Кочо. Од земјата и странство. Да напомнам само неколку зборови кои што стигнуваа од некаде. Малце се. Големи се тие зборови и големи се тие думи што ги кажаа тие за Кочо, за Битола, за Македонија. Доаѓавме вели едно девојче од Румунија, таму се дружевме, ја запознавме Македонија, ја запознавме Битола, ја засакавме Битола и баравме и се увавме кај Чичко Кочо да до година сакаме пак да дојдеме. А тој толку беше љубезен према тие деца, што навистина му обеќаваше и ги носеше тука. Тие со радост доаѓаат тука. Многу се такви примери. Но јас ќе започнам со едно друго нешто што ја отслика неговата величина. Уште од најмали рани години, од детските возрасти, тој беше врзан со четката и сликата. Ги црташе големите паноа во биоскопот, да го наречам така, како си го викавме ние, бидејќи живеевме во соседство со него, со кино Трудбеник, и таму ги стикаше големите платна за големите филмски дела кои се прикажуваа на екраните во двете тогашни битолски кина, Македонија и Трудбеник, а подобро и Партизан. Четката беше за него најважно нешто. Отиде, се запиша во Скопје на уметничкото училиште 5 години, како што напомна нашата Сандра, во класата на двајца великани во ликовната уметност на Македонија, Личеновски. Заврши уметничко училиште, се вработи во Демир Хисан
една година, а потоа замина војска во Карловац и Тузла. Таму не седеше мирен, и таму црташе, и таму приредуваше изложби за време на војничките денови. Кога се врати, живеевме, како што напомнам, во центарот на градот, кај што е сега хотел за Типинал, се вработи училиштето Кирил и Методий. Љубовта да направи нешто, направи. Со неговите ученици во тоа училиште тој освојуваше вредни награди и признанија. Но тој не оставаше четката и штапелајот и сликаше за своја душа. Сликаше разноразни теми, беше познат по фолклорните елементи. При една посета на Галичката свадба, таму направи еден циклус на слики. Сите тие ги изложи на една изложба во Марибор и Крагујевац, каде од тие две изложби ја видовме големата хуманост негова. Реши да целокупниот приход од продадените слики ги донира за земјотресот во Скопје. Тоа беше веднаш после катастрофалниот земјотрес во Скопје. Многобројни слики Кочо даруваше на заслужни граѓани, заслужни спортисти и кој не, институции и поединци. Голема е неговата популарност во донацијата на голем број на дела на спортските екипи во бивша Југославија. Ќе напомнам само две вакви огромни донации. На кошаркарската репрезентација на Југославија која го освои златниот медал и на ракометната репрезентација на Југославија која го освои златниот медал. На сите играчи им даде по една слика негова. Подоцна се префрли и го формира детското ликовно студио, каде што од творбите на децата од малиот Видовски оматар доделуваше исто така на заслужни спортисти и граѓани. Донираше во институции, болници, голем број на дела негови, односно дела на децата од Монмартар, денес ги красат салоните во општината Битола, во болницата, во Скопје и ред други институции во Македонија. Бескрајна беше неговата хумана дејност да дава, а не да продава. Тој ги даваше велејки. На децата им треба четки бои. Купете, донесете. Ево ви сликата, земете ја гратис. И тие кои ќе дојдат да ја земат сликата, со радост даваја четки и бои за децата тука кои творат од Битола и пошироко да работат во услови достојни. Заслугата негова што го формира Монмартар, односно детската ликовна колонија, е огромна. Денес таа манифестација е светска, манифестација, како што напомна Сандра, по теркот на Битола, Трна и други градови во земјата и странство. Но Кочо од друго место беше заборавен. Заборавен беше во однос на тоа да му се исполнат неговите желби, да направи нешто повеќе за Македонија. Често се бореше со финансите. Јас ке му велев, Кочо, остави. Не, Кочо, те знат тебе дека ти ќе речат, Кочо ќе се снајди. Не е до тоа да се снајди. Друго е да се снајдиш, а друго е да имаш некоја подлога. Но сепак, до некаде имаше подлога од некои институции кои навистина ја осетија неговата вредност. Широк сокак за него беше се и се што. Живеевме на таа улица долги години, но за нас остана широк сокак и како што тој често велеше, јас живеев во улица на кралеви и цареви,
на председатели, а сега остана улицата да се вика Широк Сокак. Уште еднаш сакам да искажам големата благодарност до сите некои дојда да го испратат Кочо и која дадоа неговата достојна почит. Благодарам. А сега го поканувам господинот Никола Главинче, долгогодишен пријател и соработник на Малиот битолски Монмартар и на студиото. Почитувано семејство Хаџентоновски, почитуван градоначалник, председател на Совет, екселенции, конзули, директори на јавни предпријатија, почитуван председател на Македонското научно друштво, пријатели новинари на Коста Хаџентоновски, влюбеници во Битола. Имам навистина тешка улога после извонредни излагања на двајца мои предходници да дадам свој придонес на овој собир, во кој емоциите ме надвладеа и мене и сигурно и вас, бидејќи се сеќаваме на светли моменти кои на некој начин го одбележуваат нашето постоење и постоењето на овој град. Коста Хаџентоновски го запознав како ученик во основно училиште, преку сосема случајни околности, па некако се најдовме преку моето потекло, односно неговото познанство со моите два дедовци, по мајка и по татко, и стекнавме некој однос на доверба и соработка кој траеше се до 3 дена пред да замине од овој свет, кога последно се јави и разговаравме на телефонот болничките услови во болницата во Битола. Бев постојано присутен во неговото студио, односно во детското ликовно студио, а интензивно во периодот на моите средношколски денови, кога бев ангажиран и како портпарол во Малиот битолски Монмартар и задолжен за отворањето на скоро сите изложби во тој период, на кој во кој дел и во определен дел од нив и гостував и во странство, во Бугарија и во Србија. За Коста може да се зборува со денови, со часови, да се пишуваат книги, сигурно магистерски, докторски тези, но во оваа прилика би кажал некои работи кои, ево, не се спомнати од предходно, а мислам дека се вредни да се споменат. Тој представува една личност која го одбележа едно време во кое битолската ликовна уметност и битолското сликарство пулсираше со еден светски или европски тренд. Тој живееше и твореше кога во Битола функционираа уметници и твореа, односно создаваа слики од калибарот на уметниците на Вдист и од големиот гений Тоде Ивановски, кои со своите слики ја промовираа Битола во светот. Не чекаа светот да дојде во Битола, туку тие Битола е носе во светот. Од тој аспект, тој има огромна заслуга и за развојот и за создавањето на ликовната уметност во Битола, а доказ за тоа е извонредното импозантно дело насловено како Цвеќе, кое се наоѓа во постојаната поставка на институцијата која е домаќин на денешниот собир. Тој се фалеше со неговата изложба во Атина, во која предизвика огромно внимание во тамошните медиуми во Грција, укажувајќи дека е дојден и гостува сликар од Битола, од земја која е позната по фолклорот, а кој создава слики кои имаат многу блиски точки до експресионизмот, кој како правец во сликарството посебно се цени. За разлика од сликарството и од неговата лична кариера, подоснежниот дел од неговиот живот тој го посвети на детското ликовно творештво, креирајќи една голема институција која што иако има наслов Мал битолски Монмартар, ги надминува не само нашите локални, него и републичките и можеби меѓународните граници. Контактираше најчесто во делот на ликовната уметност, односно педагошката дејност со еден исто така голем великан, тој е професор доктор Богомир Карлаварис, чие што име во поранешна Југославија со посебна почит се споменува во сите тие средини како автор на учебници од областа на ликовната уметност. Заедно со него и со сликарот Славко Зупан од Словенија, тие беа постојани членови на меѓународното стручно жири на Малиот битолски Монмартар, кои ги собираа најдобрите слики од целиот свет. Вториот негов контакт, кој исто така значаен од аспект на обстојувањето на студиото, е контактот со првиот председател на Република Македонија, Киро Глигоров. Тој беше единствен политичар и јавна личност која што беше присутна на сите изложби на Малиот битолски Монмартар во Битола. Се надевам дека повеќето од вас се сеќаваат со какав епитет и со каква почит према него се обраќа ликовните амбасадори од целиот свет кои доаѓаа во Битола. Тој беше препознатливо лице на Монмартар и на секоја изложба, на секој 23 мај на отварањето на Монмартар беше звезда во сите тие настани. Неговата поддршка продолжи понатаму и по завршувањето на неговиот мандат, односно до крајот на неговиот живот. Коста исто така имаше еден многу значаен контакт со уште една наша звезда која за жал прерано замина, а ги надмина нашите граници, тоа е Тоше Проецки. Соработката со него се однесуваше и во делот на музиката и уметноста, но и во делот на хуманоста.
По заминувањето на Тоше, по барање на Кочо, еден негов ученик, кој сега живее во Словенија, се вика Гоце Трајковски, исто така извонреден сликар, го создаде портретот на Тоше Проески, кој го подари Монмартар на семејството Проески, и од кој се испечатија преку 10.000 картички кои го обиколија светот со неговиот лик. Тогаш Коста ја кажа таа реченица која сега е веќе пласирана во сите медиуми од сите институции за Тоше, а ја спомни нашата градоначалничка дека Тоше има само датум на раѓање. Ако Коста беше, може би, жител на Германија или Швајцарија и заштиташе таа изјава, сигурно дека ќе имаше приход Монмартар послов на авторски права. Тој не се занимаваше со процедурите, со законите, со прописите, со интересите, него со хуманоста. Приоритет во неговата работа беше да биде присутен во домовите на луѓето преку своите слики, преку цвеќето, преку фолторот, но и во срцата на децата и на сите оние кои се љубители на сликарството и уметноста. Во тој поглед ја организира изложбата за Гинис, со која Битола е запишана во Гинисовата книга, но и го целосно селектира и обезбеди големото ликовно творештво, кој сигурно има сега милиони слики, кои се чуваат во депото на Малиот битолски Монмартар од сите земји во светот и кои чекаат сала и простор за изложба. Жалам што не е реализира неговата идеја за која заеднички разговаравме, да се направи една изложба од Битола до Лерин, со цел да се каже дека границата е отворена и дека луѓето од двете земји живеат добрососедски, пријателски и братски. Ево идеја за во иднина таа работа да ја реализираме, да ги поставиме сликите од старата битолска чаршија па се до центарот на Лерин, на тој начин да ги поврзиме тие два соседни града и да покажеме дека космополитизмот во овие простори цари. Неговата поврзаност со Битола и со Широксокак е неспорна. Тој долги години живееше во објектот каде што денес се наоѓа хотелот Милениум. Од својот балкон, од својот прозорец, ги гледаше старите градби, старата битолска архитектура, која веројатно беше главна инспирација да тематски го одреди Малиот битолски Монмартар како колонија во која основна тема ќе биде староградската македонска архитектура. Но неговата улога не беше само локал патриотска и битолска, него беше и национална. Освен во Битола, секоја година децата твореа во Охрид, во Крушево, често пати и во рурални средини, како што е селото Бабино и селото Малоиште. Во тој контекст ја организираше и ликовната колонија Пелистерска рапсодија, создавајќи ги големите платна и цртежи со убавините на Националниот парк Пелистер. За децата имаше посебно значење, бидејќи освен на делот на уметноста, која што беше за определена група на љубители на сликарството и уметноста, тој приредуваше и активности со цел да ја заживее старата битолска чаршија. Сигурно се сеќавате на честите, односно традиционалните точеци на Дедо Мраз на 31 јануари, односно на 1 јануари секоја година во старата битолска чаршија, кога познатиот Петар Стојковски бабец од балконот на Монмартар со балони во рацете честиташе новата година за сите деца, односно за сите граѓани на Битола. Освен тоа, традиционално го организираше и коледарскиот оган. Со огромен огромет, собирајќи ги децата во старата битолска чаршија, подготвувајќи коледарски подароци, честитки, дел донации од јавните предпријатија од Битола, од стопански субјекти и со коледарските торбиња ги упатуваше низ градот за да ја продолжат таа традиција. Неговото учество и неговото значење за чаршијата беше многу поголемо од ова, бидејќи често пати правеше камерни изложби во срцето на чаршијата, од кој дел беа и хуманитарни, бидејќи создадените слики и цртежи во тој амбиент се продава, односно се отуѓува, а средствата добиени беа донирани на лица кои имаат здравствени проблеми или лица со посебни потреби, односно ранливи категории на луѓе на кои им беа потребни определени средства. За жал, се случи една несреќа во студиото, со пожарот кој се случи, меѓутоа тој пожар и тој момент на некакво искушение во обстанокот на студиото, кај него беше пресврт да интензивира својата работа и да од студиото направи една меѓукатна конструкција во првиот кат, во која постојано се стационира и скоро секој ден, без разлика дали работен или неработен ден, тој беше таму со своите ученици. Се сеќавам на моменти кога родителите бараа определени насоки, како да творат учениците, во кој правец да се движат, како да го создадат делото, со која линија, со која контура да творат. Имаше една реченица: оставете го детето слободно да твори. Тој треба да ја изнеси љубовта од своето срце на цртежот, на хартијата, на платното, бидејќи на тој начин тој го осликува и својот карактер. Често пати знаеше да биде строки према родителите, укажувајќи им дека нивните деца имаат определени проблеми, некакви притисоци кои се отсликуваа на цртежот.
Тој го читаше карактерот на секое дете, зависно од тоа која боја користи и каков мотив создава. Ако користи црна боја или темни бои, тој знаеше дека детето има некаков проблем, некаква мачнина која што треба да се отстрани од неговиот карактер, односно од неговото расположение. Таквата негова улога има многу значење кое што треба веројатно да се анализира во следниот период и научно да се обсервира. Би кажал уште неколку кратки работи кои ми останаа во сеќавање, кои сигурно секогаш ќе ги паметам. Како добитник на наградата 4 ноември за животно дело во салата на Народниот театар, 10 минути простум сите присутни аплаудираа и извикуваа браво, браво. Тоа се случи за уште една таква личност, неговиот претходник, првиот добитник на наградата 4 ноември, Тоди Ивановски, и секако и за многу други понатаму, меѓутоа со таква почит овој град нема оддадено, односно нема кажано на ниту една личност. Тоа кажува дека тој за време на својот живот беше почитуван, ценет и секако неговата улога е достоинствено прифатена. Оно што професорот Стефче го укажа, се согласувам дека често пати и најглавен проблем кај него беше финансирањето и обстанокот на Монмартр. Но, со самото тоа што таа 4 децени како институција обстојува и што има ветување за негова институционална поддршка, укажува дека неговата идеја ќе живее многу повеќе од неговото тело, како што неговото име живее повеќе од неговото тело. Јас во оваа прилика би апелирал пред се до семејството Хаджинтоновски и до сите оние кои се љубеници на Монмартр и би повикал дека најдобар начин да оддадеме почит на неговиот лик и на неговото дело е да го институционализираме малиот битолски Монмартр, да добие третман на институција која ќе го обезбеди својот обстанок не за наредните 5 или 10 години, туку за наредните 102 или 200 години, односно толку долго колку што ќе живее овој град и оваа држава. Причините за тоа се сосема оправдани, бидејќи малиот битолски Монмартр е пример по кој веќе се институционализирани такви колонии во Евора, Португалија, во Кина, во Романија, во Србија и така натаму. Значи некој друг ја зел нашата идеја, ја копирал и создал институција која обстојува во такви светски рамки. Монмартр има толку големи потенцијали и во квантитет, и во квалитет, што може да представува број 1 туристичка атракција во овој град. Коста често пати велеше дека Монмартр ќе дојде ден кога ќе биде на рамниште институционално, со фестивалот Браќа Манаќи и со фестивалот Охридско лето. Мислам дека тоа беше неговата последна желба и мислам дека на таа желба треба да работиме, да го зачуваме неговиот аманет, неговиот спомен, тоа студио да добие една институционална поддршка, за еднаш за секогаш да го реши својот статус во општество, дали треба да чека спонзори од една фирма, од друга фирма, дали општината, министерството ќе помогне и така натаму и така натаму. Би укажал уште една работа, бидејќи тука има голем број на новинари и би сакал да го споменам неговото учество, односно неговиот однос према нив. Коста сакаше за секоја голема и значајна активност да биде во близина на новинарите. Од нив добиваше инспирација како тоа јавно да го прикажи и како да се поголем број на луѓе инфицира со идејата на малиот битолски Монмартр. Тоа не е институција, тоа не е проект, тоа е една идеја, една идеологија на сликарството, една идеологија на уметноста, која треба да живее. Идеологијата се вика почитување на децата, на најмладите, на иднината и преку нив создавање на историја. Во тој поглед, јас би сакал, ево, да речам, во негово име да го пренесам тој аманет, посебно да се заблагодарам на новинарите, бидејќи тие го задржаа на нозе толку многу години и го охрабруваа во идејата да обстане Монмартр на ниво какво што обстане. Во име на почитта на ликот и делото на Коста Хаджинтоновски, ќе завршам со тоа што ќе кажам дека тој беше исклучително скромен човек, кој не остави никакви материјални придобивки за неговото семејство, никакви заштеди, никакви недвижности, никакво богатство, но остави едно големо име, голем имидж, големо дело, кој треба да се гордеат фамилијата Хаджинтоновски, да го продолжат неговиот пат, да го зачуваат неговиот спомен, а сите ние граѓани, како граѓани и љубеници во Битола, ќе направиме се името на Коста Хаджинтоновски вечно да остане и во нашите срца и во нашиот град. Нека му е вечна славата и да живее малиот битолски Монмартр и ликот и делото на Коста Хаджинтоновски. Благодарам. За денешниот повод изработен е видеоклип со кој сакавме да споделиме со сите вас како светот ја доживеа загубата на нашиот Коста. Меѓутоа, за жал,
Поради временските услови, тоа нема да можеме да го оствариме во целост. Драги мои пријатели, најсаканите гости ми да патува овде во Република Македонија. За може и посеќен човек да биде делеска од мене. Јас сум вечерава најсреќен човек во светот. Зошто сум најсреќен? Да ти допадуваат деца од целиот свет во Битола, да развеселат публиката, граѓаните во ова пизно време. Макијата на Мајо Битолско мартар од година на година само се поголема. Битола заслужува да биде голема светска метропола. Ви благодарам. За крај, сакам да испратам еден огромен поздрав до ќерката на Чичко Кочо, Елена Хаджи Антонова, која е достоен наследник и продолжувач на делото. Ели, твојот татко беше горд, зашто неголемиот благослов му беше покрај себе да има една таква ретка и уникатна личност како што си ти, неговата ќерка. Благодарам. Ви благодарам на сите присутни, ви благодарам за присуството и сакам да ме замолам вечно да го чуваме и негуваме споменот и делото на нашиот Чичко Кочо. Човекот кој ни ги обои животите на сите нас во најубавите бои. Да се сакаме, да се чуваме и да се почитуваме, онака како што не учеше, не сакаше, чуваше и почитуваше самиот тој. Ви благодарам.